Пристигна веќе и нашата гостинка директно од Струмица овде во студиото. Тоа е нашата писателка Верица Митева. Верица, добро утро. Добро утро и вам. Добро ни дојдовте. Ви благодарам на поканата. Ова е всушност, така им го најавив и на гледачите утрово, пред промоција на вашата најнова книга, пред промоција затоа што во 12 часот ве очекува главната промоција на самиот саем на книги. Да, така е. Што значи голем ден за вас. Точно, да. Колку сте возбудена? Па, премногу. Со оглед на тоа дека уште јас сега прв пат ја фаќам книгата во рацете, да, утрово? денес, да. Премногу. Дали тоа значи дека ова се всушност првите примероци, да, може така се каже, ајде јас да ги така имам во историја, нека влезе, нели, допирот. Верица, вообичаено ќе зборуваме секако најмногу за вашата најнова книга, но вообичаено прво малку, нели, за авторот. Ќе започнеме од оној за мене најинтересен момент. Пред некој ден имавме писателка која што беше правничка по професија, вие сте сметководителка. Да, да. Каква е таа комбинација на сметководител и писател? Па често го добивам тоа прашање и па мислам дека секоја професија може да се поврза со читањето. И читањето исто така ми е, како да кажем, дел од мене уште од мали нозе. И се сеќавам како мала секогаш сонот ми беше еден ден да напишам и да издадам книга и конечно собрав храброст да си го остварам сонот. Обично сите писатели започна како деца, нели, со пишување? Да, така. Предпоставувам поезија, почетно да било? Не толку поезија, колку некој повеќе сум свртена кон проза, често пишував раскази. Сега најчесто стигнуваа до наставниците, не ги праќав понад превари, но повеќе сум свртена кон проза од секогаш. И која била тематиката? Едно дете, што го интересирало тогаш? Па, мислам дека најпрво се обидував да создадам приказни. Знаете, тие приказни што не ги раскажуваа пред спиење, сакав нешто сосема ново, детско и мислам дека успевав во тоа. Сте и дале на фантазијата да работи. Што значи, како дете никогаш ништо не издале, туку не сте учествувале на конкурси? Не, повеќе пишував за себе. Го имало видено само наставничката и со учениците, да, така? И најблиските, да. Она што е интересно, што првиот ваш роман што излезе, исто така не сте планирале да го издадете. Туку едноставно сте си седнале, си напишале роман. Така, да, како? точно е, не планирав, туку бидејќи го сакам читањето, исто така и пишувањето од мала, сакав да се обидам да напишам нешто поголемо, некоја поголема приказна. И приказната ја почнав само за да си докажам себе си дали можам. И некако се случи да видам на Сакам книги дека може да испратиш книга ако имаш напишано и си реков ајде да пробам и не очекував да ми се јават, ама ете. И од тогаш си продолжува до ден денес ставаш продолжувам редовно да пишувам. Нечесна игра е насловот на првиот роман. Да. И зашто точно станува збор, колку што разбрав, романтична комедија. Така може да се квалификува? Да. Па да, и Нечесна игра и втората книга Во војната и љубовта, и двете се романтични комедии. Веќе во третата имам сосема друга тема, да. За втората книга, исто така непланирано, веќе втора книга, а добивте престижна награда. Да. Книга на годината. Да. И тоа ми е посебно драго. Па не знам. Дали самата награда е важна или тоа момент што леле некој ја чита мојата книга? Да, па тоа сакав да кажам, мене повеќе ми значи кога ќе видам дека книгата им се допаѓа на читателите, многу повеќе од било која награда која може да ја добијам. Бидејќи сепак читателите се, мислам дека и најважни во целиот тој процес. Сега ја напуштите, значи, таа романтична комедија. Да. Сега насловот јас ќе ви оставам самата вие да го изговорите, затоа што малку вака на прв момент делува шокантно. Да, и гледам дека има многу поделени мислења околу насловот, ама мислам дека содржината ќе им се допадне многу на читателите. Што значи она правило да не ја оценуваме книгата според корицата, туку прво да навлеземе па да дадеме суд. Ајде, насловот, Верица, изговорете го вие. Насловот е Ја мразам мајка ми.
Зошто таков наслов? Па, мислам дека, бидејќи се работи за девојка која е во тие некои најкритични години кога го губи татко си. И искрено... Кои се тие најкритични години? Па некој адолесцентен, тинеџерски период, да, баш кога... И тоа како актуелно деновиве проблемите на тинеџерите, па, да, може да се каже и како колку е важно да се градат здрави врски во семејството, за да може едно дете да биде слободно да си ги каже проблемите на родителот. Сега имам спротивна ситуација во книгава, кога главниот лик не може да го направи тоа и тука доаѓа до носење на многу погрешни одлуки. И сакав да прикажам колку е важно да се одржуваат здрави врски во семејството, децата да бидат слободни во комуникација со родителите и на еден малку пофин, благ начин да им се укажува на грешките, за да не би доаѓало до некои катастрофални последици. Јас сега, Верица, без ваша дозвола ќе издадам нешто. Ајде. Овде во студиото со вас е и ваша драга пријателка, која што е всушност психолог, за која што рековте дека многу ви има помогнато опишувањето во оваа книга, што значи може се каже дека е и стручно подкрепена, така? Да. Имав огромна помош и многу сум благодарна. Значи, девојката се вика Верица Коцева, исто од Струмица. По мислам магистриран клинички психолог и буквално ми помагаше на секоја сцена и ме упатуваше и затоа мислам дека книгата излезе таква каква што е. Мислам дека без нејзина помош книгата дефинитивно немаше да биде таква каква што е сега. Јас на гледачите им ветив утрово дека ќе добијат барем една книга, со оглед на тоа што имаме две, ќе можеме да вклучиме двајца гледачи кои што ќе ја добијат првото тазе отпечатено свежо издание од најновата книга на Верица Митева. Сега, Верица, ако предходните беа романтични комедии, овие како би ги ова дело како би го карактеризирале? Па би рекла дека е емотивна драма, има некои мрачни елементи, ама ајде да кажем дека е драма. Драма? Да. Како ви беше кога навлеговте малку во овој психолошки свет? Дали ова нешто во кое што понатаму ќе сакате да се продлабочувате? Мислам дека книгата е пишував буквално плачејќи. Да. Значи ние ќе плачеме? Па... За такви книги да ви кажам дека треба да одат заедно со пакетче шамивчиња за плачење. За следниот пат да знаете, да бидат во комбинација, што се вели гратис. Добро утро за следниот гледач. Повелете во програма сте и знам зашто се јавувате за да ја добиете книгата. Добро ви утро. Добро утро и на вас. Како сте ова утро? Добро, со вакво сончево време и гледајќи ме вас, одлично. Да. Знаете дека започна сајмот на книгата, претпоставам што се јавувате дека и вие сте љубител на книгата. Па љубител сум на книга, еве би сакала оваа книга да ја добијам, интересен наслов и да прочитаме што напишала нова авторка, така? Да. Па, релативно, да. Трет роман и со тоа што мора да потенцираме дека минатиот роман ни беше прогласен за книга на годината, така што веќе е докажан автор. Се надевам дека и овој ќе биде, да. Да, секако, тоа и го посакуваме. Дали вака малку насловот ви делуваше провокативно? Па, баш насловот ме привлече да се јавам, да. Одлично. Јас ви благодарам на јавувањето. Претпоставувам дека ги оставивте вашите податоци во режија. Ке ги оставам, да. Благодарам, пријатен ден. Откако ќе завршиме со разговор, да немојте да се исклучите, оставете ги вашите податоци и книгата можете да се ја подигнете во Сакам книги во центарот на нашиот ни главен град. Доколку вие не сте во можност да појдете, тогаш секако дека некој во ваше име може да ја подигне и како се вели на здравје читање, лесно читање, со убаво, што се вели стварно, Верица? Па, кој како сака. Да уживате во секој случај во книгата. Рековме дека имаме можност да доделиме книга на уште еден гледач,
доколку го имаме на линија, веќе го имаме на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. За многу години денот. За многу Поздрав до вашата емисија, поздрав до писателката и до Алфа телевизија, што секој дневно ја гледаме. Мило ни е. Желба ми е јас една книга од писателката, ако по можност да добијам. Секако, дали И да ве поздравам и да и честитам и да има и понатамошен поголем успех. Благодарам. Дали досега сте прочитале некој од незините романи? Не сум прочитала, искрено да ви кажам, и затоа многу сакам, сега едва ве добив. И желба ми беше, викам, да се јавам, ако успеам да добијам. И ви благодарам однапред. И јас вам ви благодарам секако на јавувањето. Исто тоа важи и за вас. Податоците само оставете ги ваши во режија и веќе од денес може да си појдете во Сакам книги и да си ја подигнете книгата, таман ќе имате што да правите овој викенд. Верица, јас се приклучувам на честитките од гледачите. Сакам само уште една ваша активност да споменеме. А тоа имате, разработувате или веќе разработена Facebook страница. Така е. Кул е да се чита. Кул е да читаш, да. Кул е да читаш. Да, па страницата повеќе си ја отворив како за мене, бидејќи многу читам и си запишувам мисли, некои интересни цитати, разговори од книги, па ги подкрепувам со слики, си ги ставам, па имам околу 5000 следбеници веќе, но навистина целта ми е повеќе сопствено задоволство, отколку нешто друго. И претпоставам катче за сите кои што се влюбеници во книгите. Зборувате претпоставам не само за вашите книги, туку воопшто за Па воопшто не зборувам за моите книги, туку повеќе за другите, па може на тој начин и да поттикнам некој да посака да прочита некоја книга, да препорачам. Верица, уште неколку часа ве дели до 12 часот, што се планира? Каква промоција ќе биде тоа? Па мислам дека ќе биде средба со читатели, потпишување книги, разговор и тоа. Имате ли малку вака блага паника, да кажам, пред нивните реакции сега? До сега, предпоставам, најблиските. Имате на рака, може да ги изброите, веројатно, луѓето што имаат прочитано. Да, само неколку ја имаат прочитано. Првите реакции, што се коментари? Па, за сега, многу добри. Искрено, едва ја чекам да слушнам од читателите како ќе им се допадне книгата, со оглед на тоа дека целосно го променив жанрот, сега е нешто сосема различно од претходните книги и едва чекам да слушнам. И сега веќе ова дело нема да биде ваше, сега тоа ќе биде предадено на читателите. Да, на суд. Сите оние кои што секако сака да појдат да добијат и подпишана книга од нашата писателка, можат точно во 12 да, од 12 до 3. На сајмот на книга. Верица, многу успех и со оваа книга, како и со претходните. И кој ќе имате повторно нешто ново, ве очекуваме овде во студиото. Ви благодарам и вам на поканата.